Угостителите во трговскиот центар во Кочани новиот ВД градоначалник на општина Кочани Венко Крстевски во тесна битка за отстранувањето на дел од објектите. Крстевски истакна дека објектите ќе бидат отстранети од страна на општината, а корисниците на Дивоградбе ќе добијат фактура за трошоците настанати при отстранувањето. Додаде дека тие доброволно или присилно ќе мора да платат, а Венко истакна и дека ќе се пристапи кон поднесување прекршочна пријава која е со висока глоба или со одредби за казна затвор. Угостителите од трговскиот центар Блок А во Кочани во писмено соопштение до јавноста посочија дека за нивните Дивоградби плаќале по 100.000 динари месечно на општината, а сега се декларираат како узурпатори од страна на Крстевски. Додаваа дека ги имаат исполнето сите услови и стандарди за работа, поупатија низ за прашања до градоначалникот. Дали после кобната несреќа која се случи му е потребно и ова на Кочани? Дали со ова се спремаш за твојата изборна кампања и мислиш дека ќе собереш поен плюс? Објасни зошто сме први на удар, зошто распишуваш тендер за рушење стриктно на тендите во трговскиот. Доколку постапуваш законски по сите правила, општината има веќе донесено 700 решенија за рушење на диво изградени објекти, а се уште не се постапува по тие решенија, кои што се донесени далеку пред нашите, туку прво постапуваш од нашите угостителски објекти, кои уредно и редовно плаќаат даноци, кири и плати на вработените. Се закануваш со кривични казни. Дали излегува инспектори на терен да донесат заклучок дека ние сме опасност по животот на станарите и дали ги исполнуваме сите услови за работење? Дали оваа одлука е донесена на совет или оваа одлука од личен интерес, стои во соопштението на угостителите. Инаку по несреќата на 16 март во дискотеката Пулс во Кочани, новиот ВД градоначалник Венко Крстевски на првата пресконференција најави дека ќе се бори против дивоградбите во градот и тоа ќе биде прв приоритет.